да кажете, тука е говорницата. Ви благодарам. Благодарам, почитувана заменик председателка. Симпатична дискусија, но сепак треба да се вратиме на фактите. Ќе почнам од крајот и ќе ви за секоја теза ќе ви дадам контратеза за да сватите колку всушност не сте во право. 2016 година е точно да имаше таков, би рекол, негативен процент на бруто домашниот производ, но веројатно сте заборавиле дека тогаш беше годината која имаше една голема политичка криза. Тоа е едно. За локалните избори во 2017 година ќе ве потсетам дека тогашното раководство на ВМРО-ДПМН не чекаше некој да му бара оставку, веднаш ја поднесе. Отидовме на предвременен конгрес каде што беше променето раководството и никој од ВМРО-ДПМН не се сети да ја повлече, односно да ја прогласи оставката за одложена. Тоа се случило само во Македонија и она кое што вие го кажавте, да, после поразот на локалните избори, тогашното раководство на ВМРО-ДПМН беше променето, нешто што не е случај со ова актуелно раководство на СДСМ. Зборевте за возила. Господине Велковски, ќе ве потсетам летото, кога имавме дискусија за ребаланс на буџет и кога колешката Панова имаше амандман за набавка на амбулантни возила и на противпожарни возила. Тогаш вие се смеевте, го дисквалификувавте амандманот за после тоа да ве нападне секој еден кој што живее во оваа држава, затоа што пола држава ви изгоре. Тука е колегата Левков од Кочани, може лично да просведочи за ужасот што се случуваше таму и за оној популарен ФАП, кружеше на интернет со сликите, на кој што кажа заев дека го знаел шоферот и дека си ја завршил работата, само заради тоа што вие тука се смеевте и не кефте да обезбедите средства за да набавиме нови амбулантни и противпожарни возила. Апропо на ова, ќе ве потсетам на Facebook статусот на директорот на Струмичката болница која бараше Facebook донации за да се набави ново амбулантно возило. Господине Велковски, не реков дека овој буџет некој го правил за некој друг да го троши. Не беше така. Вака реков. Овој буџет го правила сегашната администрација без при тоа да го знае исходот од локалните избори, на кој што се надоврза со личен став и личен заклучок дека е точно дека 2022 година, сакале вие или не, ќе има предвремени избори и дека ВМРО-ДПМН ќе победи на тие предвремени избори. И ние ќе бидеме тие кои што ќе ја состават владата и кои што ќе го управуваат овој буџет. А како? Ќе видите понатака. Тоа го реков јас. Ништо повеќе и ништо помалку. Понатаму. Ајде да зборуваме затоа што сакавте за енергетска криза. Господине Велковски, 20 милиони евра плативме пенали. Дојде Јанес Копач. Тој е председател на Европската енергетска заедница. Плативме пенали затоа што не сме произвеле струја и како последни бандити не укоруваа затоа што сме краделе. Сме крадели и сме повлекувале струја со 5 опомени. А зошто е тоа така? Еве ќе се повикам на две изјави. Првата е на директорот на МЕПСО. Човекот вика нема струја, не се произведува, 17 милиони евра сме должни, битен е секој 1 милион. Крешник Бектеши, министерот за економија, прво вика нема потреба од вонредна состојба, па има потреба од вонредна состојба, па нема да интервенираме, па ќе интервенираме, значи еден целосен тајмлајн на активности само следете и правите спротивно тоа што тој кажува, зашто тогаш ќе бидете во право. РЕК 0% производство на струја. 0%. Неремонтирани блокови. Хидроакумулациите ви се испуштени. ТЕЦ Неготино не ви работи. Освомај не ви работи. И се заради тоа што Васко Ковачевски не си ја врши работата. За тоа треба да има одговорност. Понатака, вие набавувате на тендер 900.000 тони јаглен. Ако набавувате 900.000 тони јаглен за да се произведе струја, зашто тогаш сте го потопили рудникот? Машините таму се потопени. Знае некој тука од Битола, ја гледам колешката да ви каже или не? Сега што ќе правиме ние тука? Ќе кажуваме работи што не се вистина. Па 100% сум ви кажал дека има луѓе кои што ги сеат ситуациите. Еве, ајде да се вратиме назад. Прашајте слободно, свртете му сега на Васко Ковачевски. 25 милиони евра во плюс оставено предпријатието. 8 милиони евра во девизии оставени и ремонтирани блокови на РЕК. Тоа го остава ВМРО-ДПМН од кога се заминува на власт. Што оставаме сега? Знаете ли што значи да имате 0% производство на електрична енергија во енергетска криза? Дали ви е јасно од прилика тоа, дали имате смисла што тоа значи?
да ви се испуштени хидроакумулациите. Еве ќе се повикам на изјавите на Кочо Андјушев. Човекот е професор на Машински факултет. 2-3 години ми беше вице-премиер. Понатаму нели експерт на енергетиката. Човекот вели, да, точно е, политичка беше одлуката да ги испуштаме хидроакумулациите кога немаше енергетска криза, да создаваме повеќе струја и таа да ја продадеме. Зашто? За да имало повеќе пари, за да можат еден друг трет да ги трошат од буџетот. Дали сте виделе сега како изгледа Тиквешко езеро? Тука има двајца колеги од Кавадарци. Дали сте виделе како изгледа? Дали сте ги виделе акумулациите на што изгледаат сега? Не бевте во права. Затоа што јас на некој начин ве почитувам, нема да изразам да се изразам со друг збор. Не бевте во права, затоа што ВМРО ДПМН во својот мандат успеа да изгради 2 хидроцентрали. Едната од нив беше Света Петка. Проверете. Слободно можете тоа да го проверите. Не е дека јас се служам со информации на шпекулативна основа. Тоа е фактот. Сакале вие да признаете или не. Она кое што е многу важно, во моменти кога крадеме струја, буквално крадеме од европската мрежа, кога плаќаме невидени пенали, кога одвојуваме 65 милиони евра средства кои што се планирани за ковид, кои што да немаше енергетска криза, Васко Ковачевски, Крешник Бесими и тие натака како што се одговори на енергетскиот сектор, еве по најново комисијата да си ја вршеше работата за кое што не го плаќаме, за кој што овој народ ги плаќа, не за да лапаат тендери, не за да местат тендери, не за да вработуваат фризерки по тие предпријатија, туку да работат, ние овој пат немаше да имаме минус 4000 денари во буџетот за оваа година. Немаше да имаме. И сега видите кој е парадоксот. Струја ке нема, Кочо Андјушев кажува, не Бојан, Кочо Андјушев кажува дека ќе има големо поскапување за наредната година, од прилика 20%. Можете слободно да излезете од тука и пратеници сте да разговарате со стопанските комори, за добавувачите од струја колку поскапи договори им даваат. Еве јас имам информација дека 3 пати треба да поскапи цената. Дека на крајот од секоја година, кога завршува договорот со добавувачот на струја, економскиот субјект добива нова понуда, каде што добавувачот на струја му ја кажува цената 3 пати е повисока. А за тоа време МЕПСО, замислете, набавило авионски карти за 125.000 евра. Сега ние ќе збориме за енергетска криза. Евро немате предвидено во 2022 година буџет. 1 евро нема предвидено како граѓаните ќе се справат со ценовниот шок од поскапувањето на електричната енергија. Но еве, да не испадне дека се е тоа така црно, ние имаме поднесено 5 амандмани, кои што ги фаќаат граѓаните, економските, стопански субјекти, кои што ги офаќаат по широките социјални групи и кои што при нивно прифаќање се надевам дека ќе имате доблест. Еве кон вас апелирам како пратеници заради тоа што се смеевте кога ви викавме да набавиме противпожарни возила. Тоа беше тука па понижување, па видовме како заврши тоа смеење. Еве ви укажувам. Ајде заедно ако сакате, еве имате тука луѓе кои што ја разбираат енергетиката. Можеби некако што сме ги предложиле ние, но дајте барем некакви амандмани да поднесеме, да се прифатат и во 2022 година да им помогнеме на луѓево за да можат полесно да ги поминат зимските месеци. И на крај должен сум да ви одговорам за делегитимирањето. Се што се случува. Се она што се случува. Можев да го прифатам со одредена резерва дека немаше изборно изјаснување. Имаше, загубивте во 43 општини, вклучително и градот Скопје, за кој што вашиот почитуван и ценет, според вас, председател на партија и на влада Зоран Заев, кој што си ја одложи оставката, кажа дека за Скопје ја става својата кариера и дека Скопје одлучува кој ќе биде победник за изборите. Епа го изгубивте Скопје со 30.000 гласа разлика. Тука како што ве гледам, земено и министерот во пакет, освен колешката Ѓавочанова која што има кредибилитет да зборува, никој друг нема кредибилитет заради тоа што во сите општини жестоко бевте поразени од народот. Благодарам.